Пропуштени шанси за подобро живење без економски просперитет со еден куп прокоцкани можности за стабилизација и нормално функционирање. Вака познавачите на состојбите ја гледаат Македонија на економски план и по 31 година, во време кога светот замина дури светлосни години напред. Економистот Бранимир Јовановиќ смета дека Македонија не успеа да направи исчекор како што се ветуваше уште на почетокот од 90-тите години. Па затоа наместо напредок ни се случува економска стагнација. Сега добро живеат само одредена група на луѓе блиски до власта кои само трошат без да се потрудат да направат нешто добро за државата, граѓаните, но и стопанството кое е мотор на една економија. Мислам дека овие 30 години се години на пропуштени шанси, години кога не успеавме како држава, како општество да направиме исчекор, односно да го направиме она што се ветуваше дека ќе го направиме во 90 на почетокот на 90-тите, односно кога да кажем се распаѓаше Југославија. Животот што го имаат повеќето луѓе во Македонија денеска, за жал е полош од животот што го имаат тогаш во Југославија. Сиромаштијата, нееднаквоста, сите тие се повисоки сега него што беа тогаш. Државата тогаш во тоа време многу повише вложуваше во образование, во здравство и во сите оние други работи, отколку што го прави тоа. И тоа е она што му треба на обичниот човек и тоа е она што всушност обичниот човек го бара, но политичарите постојано не успеваат да го направат тоа. Не успеваат да го направат од едноставна причина, затоа што секој политичар кога да дојде на власт, почнува да работи не за општ интерес, не за доброто на сите луѓе, туку само за свој личен интерес и за интересот на своите најблиски бизнис пријатели. Животот кој сега го имаат граѓаните на независна Македонија е неквалитетен, економски сведен на најниско ниво, зашто ниту една институција речиси да не функционира. Економистите велат дека се чека време кога во Македонија ќе останеме без работници, не без работоспособно население кој веќе да го нема, туку општо без млади луѓе, кои развиените земји со душа ги чекаат. За разлика од кај нас, правиме се само за да ги избркаме од сопствената држава. Капак на се е безпарицата и високата стапка на инфлација која надмина 16%. И според економистите, ако власта и натаму спие, инфлацијата за многу брзо ќе стигне и 20%. Инфлацијата во Македонија е вон контрола, само поради тоа што владата не прави ништо за да ја стави под контрола, и ако владата не преземе ништо, само е прашање на време колку ќе скокне инфлацијата и кога ќе, да кажеме, ќе ги надмине тие фамозни 20% што се најавуваат. А за жал не гледам дека има некои најави, односно некои можности за да се смени нешто во наредните години, така што мислам дека овој тренд на стагнација, односно на животарење ќе продолжи во наредните години и за жал не гледам како би можеле работите да се сменат во некој догледен хоризонт. За разлика од кај нас кои правиме се за да го иселиме населението, владите во другите држави прават се за да ги задржат работниците, отворајќи нови можности по високи плати во време на скапотија, се со цел само да им пружат подобар живот на граѓаните. Она што е интересно е дека во Европската унија владите го сватија тоа веќе. Австрија оваа недела владата на Австрија донесе мерки за контрола на цените, односно ги ограничи цените и на струјата и на гасот, и тоа треба да се ефектуира допрво во наредниот период, но веќе владата донесе мерки. На ниво на ЕУ оваа недела се разговара за тоа, утре веројатно или овие денови ќе има состанок на кој што се очекува ЕУ да донесе мерки за ограничување на цената и на гасот и на струјата, а нашата влада, македонската влада, не презема ништо. Економистите по кој знае кој пат алармираат дека состојбата не чини и дека државата досега требаше подитно да преземе мерки за ублажување на ценовните шокови. Сега наврата ни тропа тешка зима со еден куп натрупани проблеми. Дека не очекува тежок период веќе потврдија и меѓународните финансиски институции, кои досега неколку пати алармираат дека цените ќе одат нагоре, а сиромаштијата се повеќе ќе се продлабочува. Па така вела дека Македонија само ќе животари, наместо сериозно да се развива по примерот на големите економии.